Добро вечер. Вие сте со 24 анализа, вечерва со мене, Менчата Насова Точи. Опасен радиоактивен кобалт-60 се наоѓа во центарот на Скопје и е складиран на клиниката за онкологија. Тоа е таа клиника во центарот, во срцето на градот, каде што се лекуваат болните од малигни заболувања од цела држава. Покрај кобалт-60, таму со години се собирал и друг радиоактивен отпад. Што со оваа темпирана бомба? Што е всушност кобалт-60? Има ли простор за загриженост за здравието и безбедноста на граѓаните? Дали и кога државата ќе се ослободи од овој радиоактивен отпад? Во студиото со мене се Душко Лукаровски, медицински физичар, раководител на оделението за радиациона физика и заштита при јонизирачко зрачење на клиниката за онкологија. Добро вечер. Горан Трајков, инспектор во дирекцијата за радиациона сигурност, и Горан Ангеловски, физичар, исто во дирекцијата за радиациона сигурност. Добре дојдовте. Пред да започнеме со разговорот, предлагам како увод да го видиме прилогот на колегата Сунаи Сабриовски и да го слушнеме мислењето на директорот на клиниката за онкологија и од Институтот за јавно здравје. Да го погледнеме прилогот. Радиоактивниот кобалт-60 се чува во подрумските простории на клиниката за онкологија, но под обсервација и заштита на Министерството за внатрешни работи, вели директорот на онкологија Нино Васев. Тој смирува дека овој радиоактивен материјал не представува опасност по здравието на вработените, пациентите, граѓаните како и на животната средина. Васев објаснува дека кобалтот-60 е на безбедно место и се чува во посебен бункер на клиниката согласно сите законски прописи. Не може да се отлучи затоа што е надвојсна брава заварена на двете места, значи да не мислам чисто од мерки за предосточност. А веќе 5 години се кобалтот е затворен, тој целиот бункер, нешто што е добро да се дислоцира ради евентуално може некој земјотрес, некоја голема природна катастрофа, значи да некој теорист да дојде, не може да го отвори тој кобалт, пошто е кобалтот во главата на машината. Значи она не може да ја расклопи, ќе му треба 2 дена да расклопува. Че тоа е невозможно да се земе извор и да се украде. Че тоа е извор обезбеден. Покрај овој кобалт-60 на клиниката за онкологија последниве години бил складиран и друг радиоактивен материјал за кој исто така се чекало да биде дислоциран, потврдува директорот Васев. Тука имаме повише стари извори, некои извори се дури од 70-68 година, кои што за време уште и на Југославија немаше начин да се транспортираат. Дури тоаш и во југославенско време имавме некоја наредба да се складираат кај нас во Потро. Директорот Васев убедува дека во текот на оваа година со помош на Меѓународната агенција за атомска енергија, радиоактивниот отпад ќе биде дислоциран од клиниката. Значи чекаме дислокација на нешто што веќе не го користиме. Работи што го користиме, значи дислокација не е потребна. На нешто што не користиме, но процедурата во светски рамки не е лесна и не е краткотрајна. Но населението и ние како персонал сме апсолутно безбедни. Значи тоа е све во рамки на некој протокол од Меѓународна агенција за атомска енергија, без која ние не би можеле воопшто да функционираме. Од Институтот за јавно здравје тврдат дека редовно секој месец се следи состојбата како на вработените, така и на пациентите и останатите работни простории преку посебни чипови кои го мерат зрачењето. Досега не се покажало надминување на законски дозволеното зрачење. Сепак предупредуваат дека ако дојде до радиација, последиците во одредени случаи можат да бидат и фатални за граѓаните. Во зависност од активноста на самиот извор, во зависност на дозата на изложеност, сите тие работи се влезни фактори за да се види колкави ќе бидат штетните ефекти или ефектите по здравје, а исто така и во зависност од времето на изложеност. Што е поголемо времето на изложеност, поголеми ќе бидат и ефектите што може да се појават. И тие ефекти варираат од минорни, незабележливи, кои што самиот организам се справува, до веќе појава, например, на ефекти на крвотворните органи, во ефекти, например, на уништување на одредени ткива,
парцијално на делови од човековото тело, дури до летални. Во случајот за кобалт 60, најголемата опасност се изложеност од надворешно озрачување и затоа таа особина се користеше и за радиотерапија на канцерогени заболувања. Значи, се озрачува канцерогеното ткиво и се уништува тоа ткиво. Апарати со кобалт 60 веќе со години не се користат од причина што овој радиоактивен материјал не наоѓа примена во зрачната терапија. Овој радиоактивен материјал се користел во медицината од 1999 година па се до 2012. Очигледно дека еден од големите предизвици на оваа држава е како да се ослободи од овој радиоактивен отпад. Кога и како кобалтот се нашол на клиниката? Тоа е еден апарат кој што служал за зрачење на болните од малигни заболувања. Да. Си го помина своето, му помина рокот, повеќе не ја вршеше функцијата, па немаше каде да го однесете или како? Па да, конкретно овој кобалт е од 99-та на клиниката. Се користеше повеќе од 10 години со ист извор и требаше или да се смени изворот, меѓутоа не беше доволно да се смени изворот, туку требаше еден генерален ремонт на уредот, пошто веќе 12 години стар е веќе стара машина. Се намалува израчењето со текот на годините, да, така? со текот на годините опаѓа активноста. Односно моќта врз Да. врз И зрачење. веќе стана несоодветно да се третираат пациенти со таква слаба активност и затоа клиниката донесе одлука дека таа машина ќе престане да се користи за третман на пациенти, а ќе продолжиме со акцелератори, па се купи нов акцелератор и така натаму. Јас се сеќавам на овој апарат и имаше многу драматично беше во јавноста, имаше јавување од пациенти дека наводно биле изгорени или дека биле зрачени многу повеќе од дозволеното, ако требало 5 минути па 10, или можеби сето тоа беше пропаганда да се купи нов апарат, да се набави акцелератор, тогаш беше донесен првиот акцелератор, ако добро се сеќавам. Првиот акцелератор е доста порано во нашата земја. Всушност Македонија би имаше првиот акцелератор во Југославија од 76 година, ако не се лажам. Видете, тоа се секогаш Селува пациенти со изгореници, наводно на стомакот, на одредени делови од телото и така натаму. Во многу случаи тие работи се сметаат за прифатливи нуспојави на зрачниот третман, пошто од една страна ви е канцер кој што треба да го третирате и да го лечите, а од друга страна се несаканите ефекти. И всушност радиотерапијата се состои во наоѓање на оптималниот баланс меѓу тие две работи. Колку повеќе да го зрачите туморот, а помалку да ги озрачите здравите ткива. И сега некогаш се донесува Страдаат и здравите ткива. Страдаат и здравите ткива, меѓутоа поентата е сето тоа да се да биде во толерантни граници. И сега целиот апарат, како што каже и директорот, заедно со главата, односно со кобалтот, е сместен во посебен бункер. Дали е добро изолиран? Има ли зрачење? Ќе ни кажат и од дирекцијата кој врши мерења? Тоа е всушност бункерот во кој што цело време е сместен кобалтот и за време на неговата клиничка употреба и понатаму едноставно се затвори изворот, се затвори вратата на бункерот. Како до тогаш беше безбедно, така и после тоа е безбедно. Нема ништо дополнително ставано, нема потреба. Дополнително, не. Со тек на време изворот само се намалува, не се зголемува, така да ако пред 15 или 20 години било безбедно, сега е само многу побезбедно отколку тогаш. Така да нема воопшто потреба нешто дополнително да се става. Значи станува збор за едно јадро, еден метал кој што е сместен во заштита од осиромашен ураниум, кој што е всушност главата на И тоа не дозволува да се шири зрачењето од целта на кобалт. користење на таа заштита да се спречи несаканото зрачење. Кога вие како дирекција прв пат слушнавте и дознавте или знаете од самиот почеток за овој апарат, за кобалт? Да, за апаратот знаевме од самиот почеток, наку дирекцијата е формирана 2002 со донесување на законот, тој се воспоставена како самостојна орган на државна управа, формирана со назначување на првиот директор во 2005 година и функционална од 2006 година со првите вработувања. Така да ние од самиот почеток знаевме дека на клиниката за радиотерапија и онкологија постои кобалт 60 радиоактивен извор за третирање на пациентите и дека тој кога се формираше дирекцијата тој беше во функција.
зашто исто клиниката за радиотерапија доби дозвола од дирекцијата за да го користи кобалтот за зрачна терапија за пациенти. Претходно тие дозволи беа во надлежност на Министерството за здравство, односно државниот санитарен здравствен инспекторат. Самата дирекција. Да, дополнително после тоа надлежностите преминаа кај дирекцијата и дирекцијата издаваше дозволи, бараше сите потребни документи, мерења на работните средини, на околните простори, проценка на изложеност од овластен сервис. Бидејќи во државата нема каде да се чува, кој одлучи? Вие како дирекција одлучивте да се складира, да се пломбира, да се... Така, тоа е во Законот за заштита од ионизирачко зрачење, предвидено е дирекцијата да предложи локација за национален склад и за истото да добие мислење од Министерство за здравство и за животна средина. Меѓутоа има уште еден друг член односно истиот член, друг став, дека додека не се изгради локација национален склад, редакционите извори се складираат кај правното лице, сега доколку постојат. Кој што ги поседува. Да, така. Собственик, корисник, значи на овој редакцион извор Кобалт 60 е клиниката за радиотерапија. Со оглед на тоа што таму имајте соодветен бункер каде што е сместен изворот, кој што, како што спомна и колегата Душко, изворот се наоѓа во глава до сормашен ураниум, дополнително во бункер кој што е заштитен, заклучен, има видео надзор, има обезбедување, има неколку пати надградба на самото обезбедување, ќе дојдеме до тоа преку разни мисии. Кој ги врши мерењата? Можат ли да се чувствуваат пациентите, вработените, дали се безбедни? Има ли можност од контаминација? Јас верувам дека клиниката има, рековте, 11 физичари и тие се токму заради тоа таму. Доаѓате ли вие како инспекција, како дирекција? Како што спомнаа мојот колега, дирекцијата за радиационна сигурност е надлежна за и издава дозволи за вршење дејност со извори на ионизирачко зрачење на сите правни субјекти кои што користат извори на ионизирачко зрачење. А на почетокот од нашето постојање, односно нашата функционалност од 2006 година, главен приоритет ни беа изворите од прва и втора категорија. Ова е извор од прва категорија. Кобалтот 60 што се наоѓа на онкологија е извор од прва категорија, еден од најјаките и единствен извор во државата од прва категорија. Значи главна преокупација, односно главна цел ни беше да се регулираат, односно да се стави под контрола, односно тие си беа во контрола, меѓутоа со законски оние надлежности кои што требаше они да ги исполнат. Не прашавте кој ги врши мерењата. Значи постојат во државата два технички сервиси, едниот е Институтот за јавно здравје и едниот е една приватна институција Екотех Дозиметрија. Значи они се акредитирани лаборатории, институции, односно и колку често се мерат? Значи, законски мерењето на амбиенталниот дозен еквивалент и контролата на квалитет на апаратите, што постојат и на онкологија и во другите клиники, се врши еднаш годишно. Исто така, вработените кои што се професионално изложени, мислам, обавезно нивна задача е да носат персонални ТЛД дозиметри, кои што очитуваат примената доза. И сами реагираат. Тие не реагираат сами, меѓутоа еднаш месечно, пошто поради тоа што вработените на онкологија, поточно на онкологија се работници, односно професионално изложени лица од А категорија, тие се задолжени еднаш месечно да ги очитуваат тие ТЛД дозиметри и доколку се случи некоја поголема примена доза од таа дозволена референтна ниво кое што ние реагираме, односно техничкиот сервис први ни известува нас како надлежно тело, а потоа го известува одговорното лице за заштита од зрачење, кој што понатаму ги спроведува тие истраги натрешни каде што... Се случило ли такво нешто да има повеќе од дозволеното со тие на ТЛД дозиметар? Да, во реалност не, затоа што имавме случај пад на ТЛД дозиметар во бункер и самиот ТЛД дозиметар озрачен, меѓутоа не и вработените. Имавме еден или два такви случаи. Сега беше пред 2 недели имавме случај каде што инспекцијата од дирекцијата за радиационна сигурност проведе истрага на еден вработен во акцелераторот, не во бункерот на Кобалтот, поради тоа што тој не работи. При позиционирање на пациент
не сакајки му испаднал дозиметарот, но не приметил, дозиметарот паднал под столот. И било извршен третман на пациентот, по планетот чистачката го нашла дозиметарот и нас одман информираа дека се случил, меѓутоа таа примена доза, односно што очитана доза на дозиметарот не е таа реална, затоа што имаше изјава од вработениот, имаше изјава од лицето одговорно за заштита од зрачење. Значи се води контрола постојано. Дали пациентите кои што доаѓаат секојдневно таму, тие што се лежечки болни, вработените се сигурни, безбедни покрај овој радиоактивен материјал? Постојано се мери? Да, постојано. Значи, дали има опасност за граѓаните, за самиот град Скопје? Не. Тоа за што колегата зборуваше, тоа се законските процедури кои што се разбира мора да се следат. Така. Настрана од тие законски процедури, во рамките на добра пракса, ние си правиме собствени внатрешни мерења на извесен период, многу почесто од една година, чисто колку да знаеме, не дека очекуваме, дури напротив, не очекуваме дека ќе има некаква промена, ама чисто да знаеме, поминуваме со дозиметар да видиме дали се уште да не се случило нешто што и вие сте таму во близина, и вие сте во подрумските простори, вие престојувате таму. Точно. И нашите колеги се таму, и пациентите се таму, и така натаму. Сите апарати за снимање се во подрумските простори. Целиот систем е така поставен да има повеќе нивоа на одбрана. Ние сме прво ниво, технички сервиси второ ниво, дирекција трето ниво, надворешни аудити и така натаму и така натаму. Така да после сите тие нивоа на одбрана, да, можем да кажем и пациентите и персоналот е безбеден. Но самиот збор Кобалт 60 и самото тоа што под обсервација на МВР малку ги плаши луѓето. Што всушност значи Кобалт? Кој ќе ми објасни од вас што е Кобалт 60? Накратко може би. Накратко. Кобалт 60 е радиоактивен извор кој што е вештачки добиен во нуклеарен реактор. Се добива со бомбардирање, да кажеме, на стабилниот изотоп Кобалт 59 и кој што абсорбира термички неутрони од реакторот и настанува Кобалт 60. При тоа тој Кобалт 60 наоѓа примена покрај радиотерапија како калибрационен извор, како индустријски или нуклеарни мерачи за определени ситуации. Дури истиот Кобалт 60 се наоѓа и во радиоактивните громобрани, кои што во минатото ќе зборуваме и за нив, така. Кога е најопасен за луѓето и за живиот свет? Ако е незаштитен. Се користи во терористички цели, ако се злоупотреби, ако се украде? Секогаш постои некоја веројатност да биде злоупотребен некој таков извор. Меѓутоа со Кобалт 60 тоа е бидејќи тоа е метал, помала е веројатноста да настане контаминација од злоупотреба на Кобалт 60, за разлика од некои други радиоактивни извори. За среќа до сега немаме некоја случка која што би кажувала на... Кај нас не, но што би било кога би било? Значи, која е опасноста по луѓето? Доколку се изложат на која близина, ако бидат изложени? Се тоа зависи од активноста на изворот. Како што беше наведено во прилогот од Институтот за јавно здраве представникот, значи зависи од активноста на самиот извор, зависи и од растојанието на кое што се наоѓа лицето, кое што се изложува и времето до кое што престојува. Во случај, ако се работи со незаштитен Кобалт 60, како што е радиотерапија од категорија 1, за неколку, минути може да дојде до смртоносни дози. Зависи од активноста пред се и времето кое што е поминато во близина на изворот. Се користи ли друг ваков апарат кај нас во државата или дали генерално некаде во другите држави се уште се користи? Во други држави да, се користат. Кај нас друг телетераписки апарат со Кобалт извор не се користи, меѓутоа во светот се користат. Се уште се се користат и дури пред известно време се најавуваше нешто како возобновување на Кобалт машините, меѓутоа се уште техничко-технолошкиот развој оди на кај акцелератори, како
телетераписки машини. Сега директорот рече дека е безбеден, дека е во бункер со 2 врати, заклучен, метални врати, но јас, кога дојдов при посета на клиниката кај вас, не видов специјално обезбедување. Има ли потреба од такво нешто? Чуварски служби имате, но... Сега, од аспект на безбедност, не можам да ви кажам дали треба. Ризиците се веројатно прилично мали, така да може би подобро од дирекцијата може да прокоментира дали треба од безбедносен аспект нешто. Рековме дека е под обсервација на МВР, дека се заинтересирале за случајот. Значи, Министерството за внатрешни работи преку планот за заштита на населението од радиациони несреќи, кој што го има изработено дирекцијата за радиационна сигурност, како и други органи во државата, институции кои што се грижат за безбедноста, се информирани. Имам информација дека МВР за ова, сега колку е точно, неофицијално, дека МВР за ова дознала преку прислушкуваните разговори кога еден од претходните директори барал помош да се изнесе од државата. Ако е точно. Не можам да тврдам јас за други институции, можам да кажам дека соработката со МВР е на високо ниво. Мислам, тие се информирани од наша страна и ви кажав од планот за заштита на населението во случај на радиациони настани, каде што они се запознаени со оние жешки точки во државата, каде што се тие извори од прва, втора категорија и оние привремени складишта за кои потоцна ќе разговараме, каде што се сместени други радиоактивни извори. Така да они сега, вие спомнавте, нема стражарски служби. Има стражарски, не видов обезбедување. Да, они не вршат она физичко обезбедување, меѓутоа си имаат они некои процедури кои што се ги применуваат на обсервација, на периодично прегледување, секој верувам дека и доаѓаат, разговараат и со одговорните лица. Се знае дека во програмата за заштита за ионизирачко зрачење што ја доставува секоја институција која што користи извор на ионизирачко зрачење, поготово радиоактивен извор, има пишани процедури и начин како се чува клучот, каде се чува клучот, кој има пристап до клучот, се вода евиденција кој влегол, колку време се задржал, која била причината. Значи, сите тие процедури доколку се почитуваат, ја мислам дека не може да има некој проблем во однос. До сега и не знаеле. Не верувам дека некој ќе се осуди на таков чекор да. Рече директорот во почетокот дека тоа е тешко да се демонтира. Тука треба да дојдат стручни некои луѓе за да ви ја извадат таа глава со тој извор. Имаше едно дополнување, имаше неколку мисии од Меѓународна агенција за атомска енергија, кои што беа исто во посета на клиника за радиотерапија и дадоа некои предлози кои се однесуваат на безбедноста на самиот извор. Тие препораки беа прифатени и безбедноста беше надградена на самиот, конкретно за Кобалт 60 просторијата, бункерот. Тоа беше, не знам, 2007, понатаму после 2009-10 прилика некоја. Вие кога како дирекција почнавте да размислувате за отстранување на тој кобалт? Не биле созреани условите, немало кај да се стави. Они како користеа до 2012 година, го користеа за пациенти, потоа рекоа дека улогата на дејството на кобалтот е намалена и не може да го користат понатаму. И не информираа нас за тоа и дирекцијата од тој период почна да бара начин како тој кобалт да се дислоцира од клиниката за радиотерапија и онкологија. Преку проекти, неколку проекти од Меѓународната агенција за атомска енергија, кои што се однесува на управувањето со отпад, дирекцијата за радиационна сигурност побара помош од Меѓународната агенција за атомска енергија. Зборуваме за сега, за овој период, за изминатата година или зборувате за порано? Зборуваме за порано, затоа што тој проект, тие мислам беа два проекти, трајат 5-6 години. Значи, преку тие проекти дојдоа, колегата спомна, многу мисии тука во државата, кои што ја видоа ситуацијата, како со кобалтот, така и со другите радиоактивни извори што се наоѓаат во привремените складишта. Доаѓаат тука мисии кои што помогнаа во изработка на некои програми, во некои водичи за изработка на некои други правилници, за некои... Но слушнав дека претходната влада немала интерес за проект за да се направи
складиште во државата. Да, немало интерес. Главниот проблем во државата за кој што ќе зборуваме подоле. Во ред, ќе зборуваме подоцна, меѓутоа да продолжам со овај проектот што се однесува за кобалтот. Лани на почетокот на годината добивме една информација, односно писмо од Меѓународната агенција за атомска енергија дека со помош на Department of Energy of Соединетите американски држави и од Европската комисија биле собрани финансиски средства поради тоа што дислоцирањето на изворот, транспортот и негово складирање во некоја друга земја чини од 150 до 200.000 евра, што представуваше голем трошок како за клиниката за радиотерапија, така и за дирекцијата. Не, дирекцијата нема плати ништо, туку и за државата. Што е за државата 200.000 евра? Па добро, сепак со тие 200.000 може да се купи. Ако се изградија толку споменици за еден радиоактивен извор можеше да се остави. Не, со тие 200.000 може да се купи некој нов апарат или да се одржуваат во стоечките апарати што се наоѓаат во. Но на онкологија нема само кобалт. Таму во последните 50 години е складирано и радиоактивно злато, цезиум, радиум, претпоставувам тоа се медицински што се користело во медицината. Што е со овој радиоактивен отпад? Како е чуван? Како се чува? Значи, дали има зрачење од него? Моментално тоа е во друго привремено складиште за едното е доле, другото е горе. Едното е долу, другото е горе за радиоактивен отпад. Исто таму има соодветен бункер, соодветна заштита, соодветна безбедност, соодветна вентилација, за да се обезбеди дека тие радиоактивни извори, тоа се во принцип се стари радиоактивни извори, меѓутоа најголем дел од тие што се уште се активни, се со многу големи времења на живот, на полуживот, така да тие ќе бидат активни уште доста долго време. И се сместени привремено во една просторија на клиниката. Нема зрачење, влегувате ли внатре или само зрачење секогаш има, значи така. Зрачење не може да нема, меѓутоа тоа зрачење е доволно мало. Тоа во граници на дозволеното, може дека пластично да ми објасните какво е тоа зрачење во однос на она што го добиваме од природата, е поголемо, помало. Од природата, секој човек кој што шета надвор на улица, годишно, да речеме, прима меѓу 1 и 2 милисиверти. Кога би седал таму човекот цела година, би примил помалку од тоа. Ме разбирате? Така да никој нема да биде загрозен. Никој нема реално да биде... Да, се е под контрола, никој нема да биде загрозен. Затоа велам, зрачење не можам да кажам дека нема, пошто зрачење секогаш ќе има, ама тоа ќе биде незагрозувачки воопшто. Така. И сега побаравте помош. Може нешто да се надоврзам на колегата, бидејќи што кажа дека нема никакво зрачење. Тоа го покажуваат резултатите, односно извештаите извршените мерења од Институтот за јавно здравје, каде што покажува дека брзината на амбиенталниот дозен еквивалент на работни места во соседните простори, во надворешна средина се во границите на дозволените вредности. Тоа може да ги видите и како и кај кобалтот, кај бункерот кај кобалтот, така и во ово складиште што се наоѓа на горниот кат од клиниката за радиотерапија и онкологија. Така да нема место. Работата нема место за паника. Нема место за паника ни за вработените, ни за пациентите, ни за население. Местото на овој радиоактивен отпад дефинитивно не му е таму. Точно се. Вие побаравте помош, заеднички побаравте помош. Кој ни ја владата бараше со месеци помош, кој ќе ја овозможи таа помош, кој доаѓа, како ќе се изведе сето тоа? До кога треба тоа да се случи? Колегата спомна во 2014 имаше работилница во Скопје, која што беше за кондиционирање на високоактивен радиоактивен отпад, како што е, да кажеме, кобалтот на радиотерапија. Се остави посета на радиотерапија, меѓутоа и тогаш во разговор со експертите ни беше прво кажано дека има некои можности да се побара помош да се врати радиоактивниот извор во земјата на потекло, тоест Франција. Уште истата недела, истиот ден направивме прво консултација со клиниката за радиотерапија, да добиеме официјално барање од нив дека не го користат уште еднаш, дека сакаат да го дислоцираат. Тоа беше пратено до дирекцијата. Од дирекцијата беше направено ново барање.
во прилог тоа барање што е од радиотерапија испратено до Меѓународна агенција за атомска енергија. Со седиште во Виена. Така, и после тоа влезе во процедура. И сега очекувавме да оди тоа побрзо и не само ние во дирекцијата и клиниката за радиотерапија, туку и од Виена. Меѓутоа имаше определени не проблеми, меѓутоа одвлекување поради финансиски причини. И сега конечно добивме одговор дека ќе е влезена нова процедура, дека има повеќе заинтересирани страни кои што би сакале да го земат радиоактивниот извор, кој што понатаму не мора да биде складиран, може да се користи за друга намена, како калибрационен радиоактивен извор. И беше пратен исто и нацрт договор во кој што се предвидени условите за сите заинтересирани, да кажеме, страни од Како ќе се изведе тоа? Кога ќе се случи? Јас информациите што ги добив од дирекцијата се дека најдоцна до јуни, можеби и порано, треба да дојдат со возило, како ќе се одвива тој транспорт, кога таму има голема фреквенција од пациенти, не само на клиниката, на целиот клинички. Сигурно како дирекција за радиациона сигурност, надлежна за безбедноста, кој ќе гарантира безбедноста. Ќе соработуваме со институтот, со клиниката за радиотерапија и онкологија, каде што ќе бараме да они лично да направат еден елаборат проект како ќе се изведе тоа. Сигурно дека тоа ќе се изведе во време кога ќе на клиниката постојат помалку пациенти, сигурно ќе се изведе можеби во попладневните часови, ќе бараме од нив да се обезбеди низ клиничкиот центар, знаеме каков е метежот со возила, ќе се бара да се обезбеди некој слободен коридор каде што камионот, сигурно тоа ќе биде камион каде што таа глава со радиоактивниот извор ќе биде складирана во посебен контейнер и ќе со пратња на дирекцијата за радиациона сигурност, инспекторите, ќе се побара и пратња на полицијата, ќе се извезе до граница. Се во зависност дали ќе оди за Германија, дали ќе оди за Франција или ќе има интерес, не знам кој го добил тендерот на распишан што е во Меѓународната агенција за атомска енергија, се спомнуваше дека можеби ќе се оди за Канада или ќе оди за Соединените американски држави. Тоа во другата држава, да кажеме, ако е Србија, ја презема безбедноста, ја презема другата држава. Меѓутоа ќе треба, ако е Србија, поради тоа што не е членка на Европска унија, ќе мора да таму да се извади дозвола за транзит низ таа држава. Додека членките на Европска унија тоа не го барат. Ако се иде за Америка, сигурно може, или за Канада, сигурно може ќе се оди со брод. Тоа ќе утврдиме покасно кога ќе го знаеме кој ќе биде правниот субјект кој што ќе го преземе изворот и ќе го транспортира. Сега одиме на тоа дека во државата има, рековте, 16 локации. 4 од нив се во Скопје. Најопасниот е токму на клиниката за онкологија. Кои се другите локации? Како што кажа... Ако можете да ги кажете. Не е проблем, мислам, тие локации се назначени во планот. Не ве прашав каде се планира отом потом, ајде, подосна да ви кажеме за складиштата. Значи, во Македонија постои оној историски отпад, така го викаат, историски радиоактивен отпад, поради тоа што ние немаме производство и тоа се сите извори стари кои што се поставувале и се користеле во годините од минатиот век, во 70-тите, 80-тите. Тука спаѓаат громобраните, тука спаѓаат некои, како што кажа колегата, некои игли или некои други извори кои што се користеле во медицината и имаме исто така овие јавувачи на пожар. Сите тие се извори од четврта и пета категорија. Тие се далеку послаби извори неголи оној што е изворот кобал од прва категорија. За жал, државата нема национално складиште, кое што... Ја испуштивме можноста пред неколку години да го добиеме проектот. Конкуриравме на еден ИПА проект кој што го добивме заедно со Црна Гора и Косово. Името на проектот беше симнување на сите радиоактивни громобрани што се поставени во државата и повлекување на радиоактивните извори од овие привремени складишта. Значи, немаше интерес во државата, проектот пропадна или проектот го искористи, можам да кажам, само Црна Гора, поради тоа што они го има тоа складиште веќе изградено и лиценцирано. Кај нас од тој проект се извршија само 2 фази. Првата фаза беше контрола на регулативата што ја имаме, која што задоволи. Втората фаза беше
посета, односно разгледување на тие радиоактивни громобрани, каде се поставени, колку се и кога дојдовме до третата фаза за складиште, ние тука пропаднавме, косо они па нема ни регулатива, не ни знаеа, нема ни евиденција за... Кој од регионот нема? Немаме ние складиште? А од регионот немаме ние и Босна и мислам и Хрватска нешто да нема. Нешто прави, меѓутоа нема резултати. Застанавме кај 16 локации, тоа се нешто специфично. Кои се локации, например? Кои што во минатото користели радиоактивни извори, како што беше случајот со клиника за радиотерапија, се ги складираат изворите во собствено. Меѓутоа има двор. Така. Меѓутоа има 3 локации кои што покрај тоа што имаат своји извори или што работеле со користели радиоактивни извори, во минатото собирале радиоактивни извори од други институции, како например радиоактивни громобрани, јавувачи на пожар, некои извори за радиотерапија, меѓутоа претежно се громобрани и индустријски мерачи. Са тие локации се влезени во националниот план за заштита од радиација. Во Скопје има има 3 други локации. Тие имаат извори складирано, меѓутоа тие не се некоја огромна бројка. Тие се, да кажеме, онкологија, ако има 9 извори, овие има 30 на другите 50 на извори. И тие локации, институциите, правните лица кои што кај што се наоѓаат локациите за складирање на радиоактивен отпад, се фирми кои што работат со индустријска радиографија, односно кои што користат радиоактивни извори од втора категорија. Од втора категорија. Што може да кажам дека тие локации, односно тие 16, меѓу кои овие 3 со повеќе извори, делумно ги задоволуваат на стандардите пропишени со нашата регулатива, односно и стандардите што се меѓународните стандарди кои што ги пропуштува меѓународната. Инспектори одите, знаете. Да, одиме редовно, ги контролираме, они имаат обврска годишно да извршат исто мерење на амбиенталниот дозен еквивалент, да ни до дирекцијата да достават и податоци, да апдейтираат податоците доколку имаат некој нов извор складирано во меѓувреме. И сакам да кажам дека тие извори таму не се кондиционирани, значи за воено складиште кој што е со пропис, кој што ќе ги исполнува сите, и се изнадевам дека ние во блиски дни помогнати од владата на Република Македонија ќе го изградиме тоа национално складиште и каде што прописно ќе се складираат тие извори. Моментално сите извори од државата ќе се складираат таму. Да, сите извори и верувам дека сите радиоактивни извори кои ќе се извадат од нивните сопствени онија шилдинг заштити ќе ги собере во 2-3 бурина. Ќе ги кажам пример во Црна Гора, сега беа пред неколку недели во нивното складиште. Сакам да кажам дека нивното складиште е фактички во самиот град. Ајде да не кажам дека е во центарот на градот, меѓутоа во самиот град. Исто тоа го стопанисува, односно го стопанисува собственост на владата, а го менаџира еден институт како што е Институтот за јавно здравје, кој што има соодветен кадар, соодветна опрема, соодветна обука и целокупниот радиоактивен отпад, целокупните радиоактивни извори се ставени во едно буре, верували или не. За да влеземе во Европската Унија, ние мораме да имаме такво складиште. Се знае ли веќе локацијата, има ли поддршка од владата, има ли слух, за да може ќе се ослободиме од кобалтот, но ни останува на другото, за да може да се складираат и имате ли представа каде ќе биде тоа начално нешто? Кажавме, слушнавме, но дали е тоа таа локација на Министерството за одбрана? И дали ќе го подготвите населението за такво нешто? Да, обврска на Македонија е да има свој собствен национален склад. Сега тука да кажеме дека тој склад ќе биде за радиоактивни извори кои што се од Република Македонија. Увоз на радиоактивен отпад е забранет со закон. Че тоа да биде јасно. Имаме обврска спогодба за стабилизација и асоциација со Европската Унија од 2001, како и со партнерството за пристапување кон Европска Унија, каде што експлицитно е наведено дека Република Македонија треба да изгради, да воспостави склад за радиоактивен отпад. Целта за воспоставување на таков склад е да ги собере сите радиоактивни извори од времените складишта и да бидат соодветно складирани
согласно законските барања, меѓународните прописи и недобрите практики. Република Македонија исто е подписник на Конвенција за сигурност при управување со искористено нуклеарно гориво и сигурност при управување со радиоактивен отпад. Според таа конвенција, прашањето за национален склад и за складирањето, односно управување со радиоактивен отпад, треба да биде достапно до јавноста. Да се знае каде ќе биде таа локација, населението да биде информирано. Мислам дека имавме еден таков обид пред повеќе години, но не знам дали се искористи во политички цели, па населението не сакаше. Инаку прашањето за складот е уште од 2002 година, кога имаше национален проект со Меѓународна агенција за атомска енергија да се воспостави, да се изгради национален склад. Имаше една идеја во близината на Петровец. Имаше некои активности, се изгради, меѓутоа локалното население се не сакаше, бидејќи веројатно не беше на време информирано. Во меѓувреме се пристапи кон нова локација, меѓутоа исто беше грешка, тоа идеше пак као класифицирана информација, мада нема воопшто потреба. Имате ли утврдена локација сега и ќе се разговарали сериозно со населението, ќе биде ли известено и едуцирано што значи? Сега има нова постапка, да кажеме. Започнати се разговори за исполнување прво на оваа опрска што ја имаме кон Европска унија, меѓутоа и нашата цел да имаме национален склад. Има разговори со Министерство за одбрана, Министерство за животна средина, Министерство за здравство и веќе е понудена една локација која што не е конечна, тоа е само како предлог локација, треба да се разгледа, да се види дали одговара. Во близина на Скопје. Во близина на Скопје. Сега кога ќе биде конечно би ќе откриеме, за да не спекулираме, да не настане сега предсходно некој. Сигурно ќе се работи со населението, треба да се знае, да се определи кој ќе биде оператор на тој склад, затоа што истиот оператор треба да подготви еден куп документи за сигурно управување со тој склад. Во рамките на проектот што го спомна колегата од 2002 година, Дирекцијата за радиационна сигурност доби опрема од Меѓународната агенција за атомска енергија, која што ќе ги задоволи сите потреби за складирање на сите радиоактивни извори, за нивно менаџирање, и мислам дека таа опрема која ќе се формира, која ќе се направи тоа складиште, која ќе се одреди оператор, таа опрема ќе биде доделена на операторот за нејзино користење. Дирекцијата може тука да понуди друга опрема која што има, која е добивала како донација од Меѓународната атомска енергија. Се сме имале, ама немаме простор. Немаме простор и немаме оператор. Значи, тоа беше главната причина. Се надевам дека оваа влада има некој слух, имавме некоја инспекција од Меѓународната агенција за атомска енергија во ноември. Имаше сугестии некакви? Представници од таа комисија беа експерти од Меѓународната агенција за атомска енергија и други експерти од други држави. Остварија средби во кабинетот на премиерот, во кабинетот на Кочо Ангјушев, се оствари средба во Министерството за здравство и сите појавија интерес тоа да подпомогнат. Спомна колегата, во меѓувреме ние одржавме некои состаноци со заменик министерот од животна средина, министерот од здравство, со државниот секретар во Министерството за одбрана, преку нив ја добивме таа понуда, тој објект, па ќе видиме, се надевам дека работите ќе течат и се ќе биде окей. Јас би се вратила само на кобалтот, кога ќе се изнесе од државата, кога ќе се изнесе од таа просторија, веројатно нема да остане контаминација или ќе се мери нивото на контаминација. Вие си ја знаете работата таму. Не очекуваме дека ќе има контаминација, ама се разбира дека ќе провериме. Иначе самата постапка на отстранување на кобалтот мора да биде таква да целата глава се извади. Ќе се влегува внатре со униформи или? Па не очекувам дека ќе се влегува, нема никаква потреба за тоа. Како така? Нема потреба. Нема потреба, тоа е све доволно заштитено да ќе се влегува најверојатно со кран, затоа што сето тоа, целата таа заштита е многу тешка. Ама дека луѓето нема никаква потреба да носат некакви лични заштитни средства. И скафандери и такви работи. Не. За време на таа работа. Затоа што ги гледаме од меѓународната агенција со скафандери, со ознаки, со тие идат може со некои така скафандери каде што постои контаминација, па се заштитуваат од контаминацијата, меѓутоа не и од зрачење. Значи веќе за таа работа што се одржа во Скопје, учесниците и ние од дирекцијата бевме заедно со представници од клиника за радиотерапија, се отвараше, се гледаше бројката на
производителот на апаратот, така да нема потреба такви скафандери и слични дополнителни опреми. Така, има ли во клиничкиот центар други извори на зрачење? Се употребували, не знам, зборуваме тука за радиоактивни игли што биле складирани, не знам, златни игли, на патофизиологија ми се чини на радиоактивен јод се употребува. Каде се складира тоа? Дали безбедно се складира? Кај се чува? Тоа не е обичен отпад. Значи на клиниката за нуклеарна медицина користат извори технициум молибден 99 и јод 131. Порано јодот 131 доаѓаше во шишенца каде што они го молзеа. Сега во последно време јодот доаѓа во капсули каде што се дават на пациентите и така се третира. Се употребуваат најчесто тие. Да, и за терапија, за јодната, смислам со јодната терапија. На клиниката, да, точно се аплицира тој технициум на пациенти кои потоа се снимаат на тие камери. Тоа става, технициумот е со краток период на полураспад и спомнавте радиоактивен отпад. Таму не се создава радиоактивен отпад, таму постојат оние контаминирани, кога се аплицира тој технициум во пациентите, се случува, мислам, има контаминирани ракавици, има контаминиран шприц, игли, не се тие игли. Тие одат заедно со другиот отпад? Не, значи тие, поради тоа што има тие многу краток период на полураспад, тие се чуваат во посебен бункер на клиниката, во тој дел, каде што се чува 2-3 недели, односно потребен е период на 10 периоди на полураспад и редовно се врши мерење на тие жолти кеси, како да речам, и кога брзината на доза ќе падне скоро како на ниско ниво како природното зрачење, тогаш тој отпад се третира како медицински отпад. И се носи веројатно на. Да, се носи. Колкав е периодот на полураспад на кобалтот како метал, како радиоактивен извор? 5,25 години во средната. Така да после тоа се намалува. Цело време се намалува активноста, меѓутоа за 5 години се намалува на пола од почетната. Тоа значи тоа. Сега некоја пракса е дека за 7 полураспади се смета дека е распаднат материјалот, затоа што се намалува на околу 1% од почетната активност. Има повелете. Што е време, значи 7 пати по 5 години се 35 години. Додека да се распадне целосно тоа. Има доста случаи во светот, сме читале за злоупотреба на кобалтот. Имаше еден случај пред 2013 ми се чини во Мексико, кога кратци украдоа камион каде што се транспортирал кобалт, па отворен се остави да стои една недела на нива, па властите во Мексико изјавија дека тие што го украле веројатно се веќе во моментот многу болни или се веќе починати. Има ли други такви случаи, нешто да во свет, нешто карактеристично? Тоа случајот со покрај тој случај со кобалт во 2013 има случаи со исто Мексико со извор иридиум 192 кој се користи за индустријска радиографија, извор од втора категорија, исто случај во Мексико, украдено возило кое пренесува иридиум 192. Сега крадците првенствено барале, го краделе возилото, не знаеле дека има радиоактивен извор. Кога понатаму ќе дознаат преку медиуми дека има радиоактивен извор, или го оставаат возилото, или пак го оставаат и изворот. Има такви ситуации, има и така, смртни случаи, има и селување на население во некои ситуации. Смртни случаи, во такви случаи, со тие иридиуми, може би поред, да го споменем еден случај за Гоајанија во Бразил, каде што имаше поголема контаминација од радиоактивен извор цезиум 137, кој што бил оставен во напуштена болница. Оттаму го извадиле за старо железо, па понатаму се имал им светал изворот, го однел дома, определен работник, па настанала поголема контаминација и да скратиме, значи настанале 4 смртни случаи од тој радиоактивен извор, од таа контаминација, како и 112.000 луѓе биле
евакуирани? Не евакуирани, скенирани, односно се извршила претрага дали се контаминирани, некаде над 100 луѓе, не над 200 и нешто луѓе се пронајдена контаминација и тоа е еден поголем позначаен случај. Ова е многу сериозна работа. Како е на границите? Каква е безбедноста на државата на границите? Вие тоа контролирате и често низ годините слушаме таму стои толку време некој камион со нешто радиоактивно млеко или не знам радиоактивно железо. Значи Дирекцијата за радиационна сигурност има подпишано меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи, односно граничната полиција и царинската управа, односно цариниците кои што работат на граничните премини. Значи 2002 година од Меѓународната агенција за атомска енергија се добиени статични панел детектори кои што се поставени на 10 гранични премини на државата, кои што се одржувани од царинската управа. Исто така помогнати од Меѓународната агенција за атомска енергија и амбасадата на Соединетите американски држави во Република Македонија, кои донираат доста многу опрема, граничните полицајци и царинските службеници се опремени со пеџери за детекција на радиоактивност и покрај пеџерите имаат и некои додатни, односно... Смеат ли да стојат тие камиони стопирани, не го пуштате во државата? Смее ли така да стои, додека го вратите назад? Во случај, значи, целиот увоз и транзит на камиони со стар отпаден метал, старо отпадно железо, се контролираат, споминуваат низ тие панел детектори, а исто овие два технички сервиси што ги напоменав претходно вршат мерење и издаваат сертификати за нерадиоактивност во тие камиони со старо отпадно железо. Доколку се случи увоз на таков на старо отпадно железо и каде што ќе се детектира некој радиоактивен извор, тие камиони се враќаат во земјата на потекло, односно во соседните земји, додека се случи на територија на Република Македонија, пошто ние знаете имаме фабрика за топење на метал во нашата држава, доколку се случи во тие камиони да се открие некој радиоактивен метал, тогаш излегуваме ние со помош на техничките сервиси, го детектираме, го лоцираме изворот, го детектираме, идентификуваме, го вадиме и се пренесува во тие привремени две складишта. Они ги прифаќаат поради тоа што, пак ќе напоменам, немаме национален склад кој што ќе го складира прописно тој извор. Што е со громобраните? Ги спомнавте неколку пати, тоа се тие громобрани од 70-тите што беа ставани на зградите да не штитат нели од громови. Дали се тие штетни ако стојат се уште на зградите? Има ли опасност по луѓето и кој ќе биде начинот на кој што ќе ги детектирате и ќе ги земате и ќе ги носите во тој склад што некогаш ќе се надевам во скоро време ќе го има во државата? Така, тие додека стојат не се опасни. Значи, тие се од долната страна се заштитени, зрачењето е насочено према нагоре. Тие се поставени на столбови или на кровови. Постои опасност, значи ако паднат, то може да доведе до некоја преку изложеност на луѓето кои што ќе се најдат во близина. Меѓутоа инспекторите редовно ги контролираат. Нема значење за станарите, нема опасност. Нема во стамбени згради колку само има една локација, дали имаше или две. Меѓутоа најголем дел се за индустријски објекти. Меѓутоа како што кажа колегата, тој зрачи нагоре, се наоѓаат на 6 метри, тие што се на зградите се на 6 метри шипка, така да радиоактивноста доле е многу мала. Значи се е насочено, поради тоа што се поставувани во 70-тите, 80-тите години од минатиот век, како што кажа и Дуле, периодот на полураспад, дел од нив се од кобалт, дел од нив се европиум 142-134 и тие се веќе распаднати, поминати се колку 30 нешто години. Новиот кобалт. Но не 60. Кобалт и европиум има малце поголем период на полураспад, мислам околу 8-9 години, може грешам, ама тука е недека, значи они и нивната моќка кога се поставувани диаметарот на нивното дејство, ако било, например, 300 метри, сега е многу понамалено со текот на времето. Значи, нивната... Како ќе ги... Значи, доколку започнеме со овој национален склад, доколку се одреди оператор, Дирекцијата за радиационна сигурност, преку ИПА програмите, ИПА фондовите, ќе побара средства
од Европската Унија да, мислам, ќе предложиме еден проект за симнување на тие, како што беше на претходен проект кој што за жал пропадна. Ќе побараме средства за нов таков проект, нови средства поради тоа што тоа тие симнувања, транспортирања кошта полно и не знам дали државата ќе може да оддели средства за такво нешто. Се надевам дека ќе одвои. Има ли на клиниката уште некој извор на радиација? Акцелераторите имаат какво зрачење даваат? Акцелераторите се со рентгенско зрачење, даваат рентгенско. Имате уште некој друг извор на... Значи кој ќе исклучите струја, нема зрачење. Така, на радиоактивно зрачење? Ние имаме иридиум 192 брахитераписки извор, кој што има значително помал период на полураспад. Тој брахитераписки извор го менуваме на секои 3 месеци за да може да се користи за третман на пациенти, за пациентот што е можно помалку да биде аплициран во пациентот што е можно помалку. Меѓутоа таму и договорите се поинакви. Тој што ќе го донесе изворот, значи провајдерот на изворот мора и да го земе изворот по завршување на рокот корисното клиничко време, да речем. Така да таму немаме такви регулаторни проблеми да остане изворот кај нас, ама да, се користи тоа. И тие се двата извори кои што ги користиме. Всушност само тоа е сега извор кој што го користиме во радиоактивен извор. Најопасниот кој што не го користи тако што треба да се отстрани. Не му е местото на клиниката, е токму кобалтот. Јас ви благодарам што бевте гости во 24 анализа, пред се благодарам на транспарентноста и волјата вака се да објасните пред јавноста. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму да ја следите програмата на телевизија 24. Ви благодарам на вниманието.